Сега, бидејќи започнавме и ќе ги прочуваме сите теми споменати во оваа табела и понатаму, започнавме од најлево. Лаодикејската порака во Откровение 3 глава е таа што зборува за жешки, млаки, студени, односно првата тема што се наоѓа во оваа табела. Да отвориме уште еднаш, да прочитаме целата Лаодикејска порака, Откровение 3 глава. Од 14 стих па надолу. Откровение 3 глава од 14 стих па надолу. И на ангелот на Лаодикејската црква напиши му: ова го вели Амин, верниот и вистинскиот сведок, почетокот на Божјето создание. Ги знам делата твои, ти не си ниту студен, ниту жежок. О, да беше студен или жежок. Така бидејќи си млак, а не жежок или студен, ќе те избулам од устата своја. Зашто велиш богат сум и се збогатев, и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. Те советувам да се купиш од мене злато низ оган пречистено, за да се збогатиш, и бела облека, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со очна маст намачкај ги очите твои, за да гледаш. Оние што јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам. И така биди искрен и покај се. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него, и тој со мене. Повторно пристојност, не влегува со сила. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив, и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. За денес реков дека ќе зборуваме за лекот. Мината сабота се задржавме повеќе на диагнозата. Зошто верниците од последното време се опишани како млаки во денешното време, во денешниот момент, пред почетокот на малите неволи, или оно што е наречено сегашност во оваа табела. Сега се задржиме малку на лекот, односно зборовите од 18 стих, малку повеќе. Но пред да преминеме таму, значи ова не е коментар на целиот текст од Откровението, туку се раководиме само според табелата, значи само за темата жешки, млаки, студени. Една работа што не ја споменав минатата сабота, би сакал сега да ја споменам. Зошто, што е тоа што од некогаш жежок, ревен, верник, исполнет со Божјата љубов, го прави да стане млак? Или што треба да се случи со жешка вода за да стане млак? А што рече Господ, се сеќавате? Значи, тоа е процес на заладување. Процес на заладување. Од студен ако станеш млак или жежок, значи затоплување. Затоплување, да. Се сеќавате што рече Господ, што ќе се случи со љубовта во последното време? Значи, заладување. А зошто ќе олади? Значи, бидејќи беззаконијата ќе се умножат, љубовта кај мнозина ќе залади. И еве зашто млаки. Значи, беззаконијата е фактор за заладување. Беззаконие, таен греф,
или нерасчистен греф во нашиот живот, е факторот што не прави, што не држи да бидеме млаки. Или не спречува да се вратиме на таа жешка позиција. Дори Господ повеќе сака да бидеме студени, затоа што од студен полесно се станува жежок, отколку од млак. Зошто? Зато што млакиот мисли дека е жежок. Односно, млакиот мисли дека не е толку страшна работата, подобар сум од другите, од студените, значи, тие што се надворили, тие што веќе не идат во црква или отпаднале порано и така натаму. И заради тоа не е толку страшна работата. Всушност, лаодикеецот не вели така, туку вели богат сум, се збогатив и ништо не ми треба. Тоа беше страшното. Меѓутоа, Христос го кажува спротивното. А не знаеш дека си беден, значи сиромав, проколнат, повторно сиромав, слеп и гол. Што ме помисли за човек кој што е сиромашен, да речеме, слеп, еве нека биде и слеп, да. Гол, а да зборува на цел глас дека е богат. Оди по улица, се фали дека е богат, се збогатил, ништо не му треба. Што би помисли за таков човек? Дека излегол од Бардовци. Или дека таму треба да се однесе. И дека дефинитивно нешто не е во ред со него. Вака изгледа Лаодикеја. Во Божи очи и во очите на целото Божие царство, целата вселена. Вака изгледаме ние. Повторно ќе речем, не е тоа само адвентистичката црква. Лаодикеја го значува христијанството, состојбата на Христовата црква во последното време. Но за жал адвентистичката црква не е ништо подобро. И таа е типичен пример дури на исполнување на овие зборови. Сега да се здржиме на лекот, што Христос тука го советува. Го кажува спротивното. Само 18 стих. Те советувам. Интересен збор. Те советувам. Не вели ти наредувам. Или како што Елена Вајд напиша книга Закони, правила за живот и исхрана. Не напишала таква, туку совети за живот и исхрана. Те советувам да си купиш од мене злато, низ оган пречистено, за да се збогатиш. Ти си сиромав. Ти велиш богат сум, се збогатив, ти си сиромав. Не знаеш дека си сиромав. Не знаеш дека си сиромав. Имаш во джебот или смрдливи лажни пари, кои што немаат никаква вредност, или немаш, ни тоа го немаш, имаш некакви фиктивни бројки во банка, што можеш така фиктивно на интернет да видиш колку имаш, ама тоа не постои, тоа нема никаква вредност. Тоа може во една секунда да го снема. И затоа Господ те советува да ја купиш вистинската вредност. Злато низ оган пречистено. Што мисли на вистинско злато? Благороден метал? Иако се зборува дека денес се оди повторно на тоа, враќање на златото како светски пари. Мнозина затоа купуваат злато. Меѓутоа, тука е ово употребено фигуративно, во преносен смисол и означува нешто. Што означува златото? За кое што Христос зборува.
бела облека за да се облечеш и да не се гледа срамот на голотијата твоја и со очна маст намачка ги очите твои за да гледаш. Би сакал да прочитам некои податоци во врска со древна Лаодикеја. Во стариот век Лаодикеја, како град, таа е основана во 3. век пред Христа од Антиох II, значи македонскиот владетел на Северното царство, во седиште во Сирија, кој што и ден денес е многу актуелна. И како нов основа град го наполнил со еден куп сиријци и евреи, кои што ги преселил од Вавилонија. Меѓутоа градот добива значење дури во времето кога паѓа под римска власт и кога влегува во состав на римската провинција Азија, односно најзападниот дел на денешна Турција. И оно што е посебно важно, дека се развил како многу богат град, важен индустријски центар во тоа време. Во него се произведувала една посебна стаклена волна со црна боја, од која што се изработувале сите повредни и, така да речам, луксузни облеки во тоа време. И дури се извезувале во далечни земји тие производи. Освен тоа, Лаодикеја била позната во целиот источен свет по еден медицински производ, што само таму се произведува. Што било тоа? Знаете. Тоа била, овде се вели, така наречениот фригијски прав. Фригија е областа каде што се наоѓа и Колоси и Лаодикеја, што не било ништо друго, туку очна маст. Многу интересно. Уште во првиот век што имаме. Затоа Христос ги споменува овие работи. Ја споменува облеката, ја споменува очната маст. Само сака да каже, тоа што вие го имате, а што во очите на светот е навистина вредно, тоа е ѓубре во моји очи. Купете од мене вистинската маст, за да прогледате. Вистинското богатство, вистинската облека, онаа бела, не црната, која што тие ја произведувале. Видите еден куриозитет во врска со Лаодикеја и ќе разбереме зашто е таа земена како символ за црквата од последното време. Како и Колоси, кои што доживеале страшен земјотрес во приближно исто време, и Лаодикеја доживува силен земјотрес во 60-та година од првиот век, кој што до темел, значи, ја разорува, и тоа се случува, значи, и со Колоси, и со многу други градови во Фригија. Но, за разлика од сите други градови кои што пострадале во околината, и кои што примиле римска помош, замислите, од државната каса на римските императори, биле издвоени средства да се обноват и повторно да се изградат овие градови, после тој земјотрес. Знаете како реагирале жителите на Лаодикеја? Тие ја одбиле римската помош и го изградиле повторно градот со нивните средства. Че ние сме толку богати што ни царот не сакаме да ни помага во реновирањето на градот. Много интересно. Има многу други интересни податоци, меѓутоа немаме време за нив. Ајде да се позанимаваме со прашањето: што мисли Христос кога вели купи од мене злато, низ оган пречистено, за да се збогатиш? Да прочитаме некои други интересни текстови во врска со оваа тема. Да отвориме прво во Исаија, 55 глава, и да го прочитаме првиот стих. Значи, Исаија, 55 глава, првиот стих.
Ова се познати зборови, ќе се сетите на нив. Бог упатил покана во времето на Исаија, малку необична, која што гласи вака. Вие што жедувате, дојдете сите при водите. Дори и вие кои немате пари, дојдете, купувајте и јадете. Дојдете, купувајте вино и млеко без пари и без плаќање. Е многу интересно. Зошто, е втори стих, зошто да трошите пари за она што не е леп и заработката своја за она што не наситува? Послушајте ме внимателно и јадете што е добро, и душата ваша нека се слади со сочни јадења. Како тоа купувајте без пари и без плаќање? Зошто се вели купувајте ако е така? Ако е без пари. И ние во денешно време тоа можеме да го разбереме. Денеска имате еден куп купување без пари. Например, како ќе купите нешто? Значи без пари. Друг начин, кредит, на рати. Што се не постои во оваа област. Значи нешто, пак ќе те кошта нешто. Видите, и оно што Господ го нуди, иако тој го нарекува тоа бесплатно, е нешто што ќе ве кошта. И тоа нешто што многу ќе ве кошта. Затоа вели купи. Ќе објасним малку повеќе зошто на Лаодикеја и вели купи. Зошто не и вели дојди земи. Зошто купи. Зошто трговска трансакција. Да отвориме во Матеј 13 глава, овој пат во Новиот Завет. Перса го прочите стихот, 13 глава, 44 стих. Убаво, баш ме радува кога следите и кога знаете каде ќе отидам. Значи, 13 глава од Матеј, познатата глава со параболите, еден куп параболи се кажени во оваа глава. Целата глава е исполнета со параболи. Што вели 44 стих? Царството небесно, вели Христос, прилега уште и на богатство сокриено во нива, кое го нашол човек и прикрил, па од радост за него отишол и продал се што имал и ја купил таа нива. Што го коштало? Се што имал. Он богатството го нашол, ништо не го коштало. Он го нашол богатството. Ама нешто го коштало за да го поседува тоа богатство. Значи не било нешто што можело да се однесе од таму, да го однесе дома. Веројатно ќе го видат други, или не се носело, било тешко, или ќе го видат други, ќе го ограбат и така натаму. Најсигурно било што? Да се купи нивата каде што го нашол. Земете да стане моја, тогаш и богатството ќе биде моја. Продал се што имал и ја купил таа нива. Много интересно. Еднавете стихови што вели? Царството небесно прилега и на трговец кој бара убави бисери. Па штом најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Повторно, се што има. Много интересно. Што се не кошта нас прифаќањето на вистината, на Христа, послушноста кон Него, кон Неговиот закон? Одлуката да појдеме по Неговиот пат. Што се не коштало?
Ако ги прашаме луѓето што не знаеле од пред верните денови, знаете што ќе речат? Па све ме коштало. Какви прилики имаше, какви шанси имаше во животот, каква перспектива имаше. Моја Боже да наредим еден куп работи што луѓето ги сметаат за вредни. Само да не почнеме да зборуваме на таа тема. И ја тоа сум го слушал за многу луѓе сум го слушал ја тоа. Сум слушал како зборуваат други луѓе што станале верници, млади луѓе. Се откажале од многу работи. И заради Христа, сето тоа е вредно. Заради било што друго, тоа е навистина пропаст. Но заради Христа, тоа е вредно. Да се вратиме на Лаодикеја. Зошто Христос на Лаодикеја и вели купи од мене? Па нели Лаодикејецот е горделив, токму затоа што тој со своји пари сака да стекне било каква вредност. Тој не сака да прими помош, како што ја одбиле помошта на римскиот цар. Кога Христос му вели купи, нели со тоа ќе ја подгрее гордоста на Лаодикејецот? Ако Лаодикејецот не го прими тоа злато што он му го нуди како дар, туку мора да го купи, или треба да го купи, па нели Лаодикејецот со тоа ќе се задоволи својата гордост? Че јас го купив тоа, јас го заработив тоа. Тоа не е дар. Дали е тоа така или не е така? Не е така. Зошто не е така? Па еве прост пример. Колку чини едно јагне? Во било кое време, да се постави ово прашање, сигурно чини многу повеќе од смоквени лисија. Со што ги заменил Господ смоквените лисија на Адам и Ева? Со кожа, а кожата дошла од смртта, животот на едно јагне. Замислите ваква трансакција. Некој купува цело јагне на пазар, ќе има повторно великденски јагниња оваа пролет. Меѓутоа, замислите на пазар ги купува со смоквени лисија. И со бил какви лисија. Дали е тоа вредност? Не, тоа не е вредност. Значи, Лаодикејецот не може да се пофали дека го купил златото што Христос му го нуди. Затоа што Христос од него бара нешто што не е вредност во замена за тоа злато. Но зашто сепак вели купи, а не земи? Затоа што ние мора да се откажеме од нешто. Колку и да е тоа безвредно, ние се држиме за тоа. Се држиме за нашата праведност. Смоквените лисија, нечистата, извалканата облека или црната облека на лаодикејците. Се држиме за тоа. Господ вели купи затоа што од нешто треба да се откажеме. Нешто треба да дадеме. Колку и да е тоа безвредно, во споредба со она што тој го дава. Бела облека, тоа е веќе појасно, што би требало да биде. Хајде да го идентификуваме златото малку повеќе. Што се е тука содржано во овие зборови? Злато, пречистено низ оган. Исус рече, Божето царство прилега на такво нешто. Во друга прилика, тој не мисли сега на
златни улици таму. Мисли на нешто во срцето. Еве, Божјето царство е среде вас. Вашата вера има голема вредност, како што читавме во библиските, во утринските стихови. Вистинската вера има голема вредност. На Ној и неговото семејство им го спасил животот. На еден куп херој на верата им го спасил животот. Затвори уста на лавови, вели апостол Павле. Урнаат зидини, ерихонски и секакви други. Вистинската вера не само спасува нешто што веќе го имате, туку ви дава нешто што никогаш не сте го имале. Сето тоа е споредено со златото. И е злато затоа што не пропаѓа. Додека сето оно што представува човечка вредност и зашто денес се држат луѓето, е нешто што ќе пропадне. Нешто што апостол Јаков го нарекува вашето злато и сребро аргиоса. Сите вие кои што стекневте богатство во последните дни, а сето богатство стекнато во последните дни е стекнато со беззаконие. Стекнато е на начин како што е опишено во Откровение 18 глава. Ако останете верни на Бога, вашето богатство ќе биде одземено во последното време. Значи, да не се надеваме дека ќе си го имаме и богатството, и верата. Ако останеме верни, ние ќе бидеме прогонети. Значи, ќе ни биде одземено се, станови, куќи, имот, фабрики, ќе ни биде одземено тоа. Кој ќе го добие тоа што од нас ќе биде одземено? Знаете, во Втората светска војна сите ограбени диаманти, накит, било што од домовите на евреите, кои што завршија во концлогори, кој ги зел тие работи? Нацистите ги зеле. Се разбира. Сето тоа злато, диаманти, накит, сето тоа ќе заврши во други раце. Така ќе биде и во последното време. Некој ќе ги земе вашите куки, некој ќе ги земе вашите станови. Тоа се тие што ќе се го стекнат тој имот во последните дни. И денеска се прават војни, се планираат нови војни, за да вампирите уште повеќе локаат крв, односно уште повеќе си го зголемат своето богатство. Вампирот Рокфелер има 6 пати пресадено срце. Не знам таму колку години има денес, дали има 90 веќе и нешто повеќе. Он мисли дека со парите што ги има, може би вечно ќе живее. Секојаш ќе пресадува срциња, бубрези, црни дробови, може би, и така натаму. Луѓе што го дрмаат светот, што командуваат со светот, што да се прави, како да се прави. Се држат и тие за лажна вредност, за нешто што пропаѓа. А Господ ви нуди вечна младост. Оно што тој самиот е. Колку години има Господ денес? 2020. Знаете како изгледа? Ко момче од 30 години. Сакате да видите така? Што е побитно? Спасението, душата наша или било што друго на овој свет? На многу места во Новиот Завет Господ повторува дека побитно е првото и дека ништо друго не е битно. Нека му е фала и слава вечно. Амин.